Награди и признанија за талентираните тетовци Ана Андонова и Глигор Кондовски на 49-тиот државен фестивал на непрофесионален филм. Овие двајца уметници постојано нижат успеси на многубројни фестивали, а нивното творење речиси секогаш е наградено. Андонова овој пат освои награда за 2 краткометражни филмови. Ана ни раскажа која е приказната во двете нејзини дела. Минатата недела се одржа во Скопје 49-тиот фестивал државен на непрофесионален филм, кој што се одржува секоја година и кој што речи секоја година учествувам, а оваа година имам освоено златна плакета за филмот Конекција, кој што го работев со Наташа Оклевска-Момировска, а исто така филмот Кутија со музика, кој што учествува Мила Глигоровска, освои бронзена плакета на истиот фестивал. Филмот Конекција, кој што го работев со Наташа Оклевска-Момировска, она сакаше да представиме нешто со кое што секој може да се пронајде во ова време, во време на пандемија, затоа што сега сите сакаме да направиме конекција со природата, и тоа она сакаше да го представи како танц. Идејата заедно ја работевме, ја анализиравме и тоа го снимивме баш во време на пандемија. Филмот Кутија со музика е приказна за една балерина и за еден нејзин момент на имагинација, на замислување како танцува со фигура од музичка кутија, и тој беше снимен пред неколку месеци. Кондовски пак е добитник на гран при наградата за неговиот документарен филм Јас ќе си пеам и златна плакета за режија. Јас ќе си пеам не е класичен документарен филм во телевизиска форма, а повеќе е како обсервација и е горе-долу историска тема за градот. Тоа е за една пејачка група која што целиот живот си пее и си го посветила животот на пеење. И од прилика приказната се движи околу сценариото на приказната се движи околу песната Јас ќе си пеам на Васка Илиева. Ова мислам дека ми е веќе трети или четврти документарен филм кој што горе-долу опфаќа историски факти. Покрај тоа што има богати традиционални вредности кај што може да се покаже тоа на документарен филм, а и понатаму да се развие и во играна форма, секако доколку би се имало буџет и нормално и волја за таа работа. Општо документарниот филм мене ме влече и како форма. И покрај ситуацијата со пандемијата, овие уметници се обидуваат да создаваат нови дела и во вакви несекојдневни услови. Кондовски е посветен на изработка на професионален документарен филм и во моментов краткометражниот филм пак на Андонова Секунда до вечноста е влезен во финалето на филмскиот фестивал во Лисабон, додека нејзиниот прв анимиран филм Огледало е во полуфиналето на филмскиот фестивал во Онтарио, Канада.